Što ima? Dojdi. Što je? Što je? Pismo. Tajno pismo. А за утре ще имаме математика, имаме домашна задание. Да, че да те прашам нещо за това. Значи, како што се договоривме, веднаш поручекот. Само Љупчо не го видов никаде, дали ќе знае? Па јас ќе му кажам. Добра твоја работа. Уште ја нема. Ќе дојде. Туку нешто си мислам. Не ли е подобро ти да почнеш прва? Јас, да. Не јас. Во тебе има поголема доверба. Ај подобро ти. Па нели ти си и мајка? Мајка. Чекај полека. Не брзај, само полека. Не е за брзање. Добар ден, бабичке. Добар ден, бабичке. Добар ден, Злато. Добар ден. Ама, што е? Што? Што е? Како помина денес на училиште? Како и секој. Те прашав како помина денес на училиште. Добро, како и секогаш. Ма, готов ли е ручекот? Сакам да ручам. Не ќе можам да го чекам, тата. Ти се брза. Аха, треба веднаш да се вратам. Каде да се вратиш? На училиште. Имаме проба на драмската секција. Колку убаво мириса. Јагнешко со спанач. Сила фина. Ајде. Веќе си голема девојка. Голема, велиш? А кога треба нешто самостојно да почнам? Има работи за кои си уште малечка. А кои се тие работи? Ајде јади сега. Друг па за тоа. А во колку часот ти е пробата? Во 2. Така решивме. Денес е генералната. Пред тоа треба да навратам и кај еден другар. А и тој ли е член на драмската секција? Да. Оди во хемиската. Таму во хемискиот кабинет прават разни проби. Проби. Чудно ли е тоа? О, не. Зошто чудно?
Ajde, pobrzaj, ti zadocneš. Aj, zdravo. Zdravo. Dobar dен. Dobar ден. Дома ли е Љупча? Излезе. Пред малку. Сигурно на проба на драмската секција. Кога беше малечок, кажуваше каде оди. Сега не е. Не грижете се, мора да е на проба. Или клоца фудбал на некоја полјанка. Ќе го најдам. Благодарам и до гледање. До гледање. Мислиш, навистина има проба? Aj, verujem. Za laženje ta ne laže. Ја виде како зборуваше за тој другарот. Ma našava je ulava. Ne može da gi shvati tije raboti. Ми изгледа многу занесена по него. Detinski raboti. Pande dođa. Ќе mu kažem, pa toj neka rešava. I така mi izigruva glava na semejstvoto, pa еве му možnost da se pokaže. Dobar den. Bez kandilce. Сега без пијучи. Реков добар ден. Ако е добар, Што е? Што ви е вам? Некако сте ми чудни. Што се случило? Ne se slučilo. No ќе se sluči. Каде е Зорица? Отиде на училиšte. Има проба на драмската секција. Некако и тие проби зачестија во последно време. да е само тоа. Што е вам? Што е? Жена ти нека ти каже. А што има тука да се кажува? Кажете? Еве. И тоа го дочекавме. Кое? Дочекавме. Што? Нашата Зорица. И? Еве љубена! Води љубов. Со некој од кабинетот по хемија. Води љубов со кабинетот по хемија. Со некој од кабинетот по хемија. Нашата Зорица. Зорица. Води љубов. Љубов. Па значи, нашето пилице пораснало. Времето лета. Лета, времето лета. Секаде таа вистина живее, постои. Таа вистина е се она што создадено и што се создава кај нас. Затоа сме грижни што Југославија е нашата гордост, пример за другите. Денева. Вистината за нас е со крв запишана. Тишина, ученици, мир. Да почнеме со ред. Тука ли се младите драмски уметници, а? Добро, Зорица, Наде, Ане, дојде Ане. А Лупчо? Не го гледам Лупчо. Отсутен наставник. Зарем пак? Сигурно се заиграл некаде фудбал, па заборавил. Па може би е спречен да дојде. Ма ако доцне автобусот, не е тој виновен. Не ти е припа што го браниш. Не ми е ни последен. Добро, ќе го почекаме. За тоа време да ја чуеме пеачката група. Кој ќе ја придружува на армоника? Јас.
Dobro, pejačkата група нека почне. Мора да е шега. Не ми се верува. Шега. Имаме и доказ. Каков доказ? Писмо. Писмо. А веднаш поручикот тај истрча од дома. Ма како истрча? Излета. Замина на проба на драмската секција. На проба. Така рече. Ама кој знае каде. Дај да го видам писмото. А што ке видиш? Љубовни изјави. Навезени. Се со одбрани зборови. А хартија да погледај. Туткана, 100 пати го читала. Дај го писмото. Толку за денес. Да беше доден и Јупче ќе може уште нешто да пробаме. Не го најдов. Го барав и дома. Најди се Зорица. Ние се измешавме во ова. Па ги помешавте гласовите, добро, не се секирајте. Идниот пат повнимателно, поконцентрирано и ќе биде горе. Ти си први глас, Да. Пети ќе биде втори, она е трети глас. Драга Зорице, те сакам како што кислородот го сака железото. Железото мангуп. И секогаш, кога ќе те видам, ја менувам специфичната тежина. Лаже! Што прави? Глупости. Ја лаже. Значи некој лесен. Моето срце е соединение од повеќе елементи, од кои најважни се едновалентната храброст и 1000-валентната љубов кон тебе. Види го ти него. Бесрамник! Ама се овие денешниве млади не убаво, јасно, туку завиткано, заплеткано нешто. Ти си катализатор на моите чувства, затоа дојди кај мене дома. Аха. Дома? Дома. Леле. Само ти лаци. Леле, заре ми ова да го дочекаме. Дојди кај мене дома. Не да се земеме, да се земеме. Да се земеме. Не да се земеме, зашто сме уште млади и недестилирани. Туку дојди да му помогнеш на твојот златен љубчо. Да му помогнеш на твојот златен љубчо. Да. Љупчо се вика. Море, тоа е некој препреден. Да му помогнеш на твојот златен љубчо, да ја свари. Свари. Да ја свари најновата лекција по хемија. Ако не дојдеш, ќе оксидирам и не ќе ме препознаеш на другиот час. Твојот љубчо. Твојот љубчо. Твојот љубчо. Да. Љупчо. Ете, сега се е јасно. Ова може да значи само едно. Што? Љубов. Како и да е, нашата Зорица веќе си ја почна. Добар ден. Добар ден. Се сеќавате на мене? Љупчо, уште не е вратен. И ручекот му се олади на масата. Па не беше ни на пробата. А тебе, девојче, изгледа многу ти е потребен. Везден говориш. Слушај, влези внатре. Влези, почекај го. Не, благодарам. Брзам. Нека ми се јави некако. Моето име е Зорица. А сега брзам. Да гледам. Добре. Ех, млади. Само брзаат некаде.
Додека беше на пробата, те побара еден другар. Кој другар? Не рече како се вика. Рече само, кажете и на Зорица дека уште не сме дестилирани. Сигурно бил Љупча. И додаде, хемиските реакции стануваат уште поактивни. Што не ќе измисли тој? А потоа? Потоа поцрвене по образите и ја здувна надолу по скалите. Љупча? Па тој не е баш толку страмежлив. Седи во клупата пред мене и постојано да фрлува нешто смешно. Уште по хемија да има подобра оценка. А по која хемија? Има органска и неорганска. По неорганската тоа. Но на другата уште не ја изучуваме. Да. Органската хемија е нешто друго. Разни органи. Раце, очи, срце. Слушај, Зорице. Ти си веќе голема. Треба да знаеш некои работи. Зашто се може да се случи. Сега си во тие години кога и боцките ти изгледаат како цветови. Ама што вие денес на сите? Ми зборувате се некако нејасно, завиткано, сомнително. Те голема си, те знаеш. Па не. Чедо моје. Ти си на таква возраст, чедо моје. Кога најмногу ти треба нашата помош. И ние, знаеш, а правиш некои работи, што не му прилегаат на девојче како тебе. Ма какви работи? Ете, криеш, премолчуваш, таиш. Ма ништо не кријам, ништо не премолчувам. Вам само ви се причинува. Ете, почнуваш и да лажеш. За да заштитиш некого, ти си почнала. Ти си почнала да водиш љубов. Ама што зборувате ви? Па како можете? Секој ден по нешто измислувате. Но ова...
Добар ден, јас звонев и... Добар ден. О, Љупчо. Здраво. Здраво. Јас те барав и дома, но беше излезен. Дојдов по оние задачи по математика. Аха, решени ми се, само почекај додека ги препишам. Да. Седни, момче. Седни, седни. Дојде мачето, изеде глувчето. А? Како те служи едновалентната храброст? Ова... Ти треба катализатор, а? Како да ви речам... катализатор. Да, по некои бурни хемиски реакции човек може да оксидира, а? Може. Може. Да, хемијата е чудесна наука. Особено органската. Знам дека не ја изучувате, но онака од љубопитство подчитнуваш, а? Не. Немаме време. Домашни задачи, нови уроци, потоа членување во разни секции, така. Да, немате време. А за писма? Какви писма? Па, например, вакви. Читай. Мислам дека не чекаше многу. Зорице, писмото. Еве види. Ти велеше дека е кај мене, а јас велев дека ти последна го зеде, нели? Еве го. Добро, од каде сега се најде кај тебе? Мене ми го даде мајка ти, јас му го дадов. А мене баба ти. Беше онаму, во една книга. А јас се превртев барајки го. Многу ми помогнавте. Љупчо, сега ќе можеме да изведеме и таа точка на предбата. Да, ама ќе се смее публиката? Добро, ќе ми објасни ли некој во што е работата? Ништо не разбирам. Сосема сум збркана. Па јас и Љупчо требаше да подготвиме една точка на предбата. Еден ученик на часот по хемија, место да го следи предавањето, ми пишува љубовно писмеце на своја соученичка. Наставничка да го состави текстот. А јас и Зорица требаше да го изведеме на представата, пред другарите. До гледање на сите. Разбрате ли сега?
Ajde, Mičo, ќе ти испратам, ајде. Ето. Каква збрка. Се поради едно писменце. Само, жал ми е што го состави наставничката. Еве, јас можев многу поубаво. Може би, ако настапеше со некое друго девојче. Зошто со друго? Јас за представата тебе те одбрав, а и инаку не би учествувал овакви шеги. Па ти мислиш дека писменцето е шега? Не, ви стигнете секој збор. Барем за мен. Писмото ми звучеше искрено, како тоа да си ми го кажал на некој одмор. Те канам на една прошетка. Моето срце е соединение од повеќе елементи, од кои најважна е едавалентната љубов кон тебе. Драга Зорица, те сакам како што кислородот го сака железот. Секогаш кога ќе те видам, ја менувам специфичната тежина. Важи ли се уште поканата за прошетка? Важи. Ајде. Ете што било. Чувте ли? Шега. Мама ја почна целата работа. Бре. Мама ја почна целата работа. А кој плачеше и воздивнуваше по цел ден? Ти златна, ти. Хемиски реакции, оксидирање, катализатори, глупости. Децата си играле, ете што било. Смејте се, само немојте премногу да се смеете. А од каде знаете дека е за приредбата? Дојдете. Побргу. Кога е човек влюбен, може и да лаже. Мачето, изеде глувчето.